Штип доби 2 нови бунари за вода, инвестиција вредна 2,7 милиони денари. Овие бунари ќе дадат дополнително 35 литри во секунда вода, што е многу значајно заради тоа што веќе паралелно со ова се доближуваме и до населбата Балканска или заврши првата фаза од водоводот кон населба Балканска и во наредната фаза веќе ќе почне да се приклучуваат жителите од овој дел од градот. Знаеме дека се работи за населба од 600 жители, веднаш потоа ќе продолжиме и кон Чердаклија и затоа овие бунари ќе бидат повеќе од потребни заради квалитетно и навремено водоснабдување на целата територија на нашиот град. Пуштањето во употреба на бунарите се случува паралелно со изработката на студијата која треба да покаже колку обиколницата и пешачката патека навлегуваат во заштитната зона за водоснабдување и што со нив. Овде се работи за студија која што треба да прикаже кои од бунарите ќе треба да останат активни и кои од нив треба да бидат затворени доколку останат патеката и обиколницата. Кажавме дека обиколницата која ќе биде ставена во функција ќе треба да бидат затворени неколку бунари, што не би представувало проблем во овој момент бидејќи веќе пуштивме 2 нови бунари во употреба, но доколку патеката е проблем ќе разговараме, ќе видиме и ќе носиме одлуки заедно со Советот на општина Штип. Од ИСАР се категорични дека дури и да треба да се затвораат бунари, проблем со снабдување со вода нема да има. Со овие нови 30 литра во секунда веќе ќе добиеме испумпување на вода од 270 литри во секунда, значи ќе имаме редовно водоснабдување на граѓаните. Со опуштање на патот веќе ќе имаме затварање на бунарите до патот кој изнесува има испумпување од 5 до 10 литри во секунда, значи со овие нови бунари од 35 литра во секунда веќе добиваме нови 20 до 25 литри во секунда. Во наредниот период се продолжува со доработка на сите елементи кои што се потребни за нашата филтер станица за превземање на водата од хидросистемот Злетовица. Со тоа се решава едно од најважните прашања за наредните години – водоснабдувањето на општина Штип.